srce vojvoda i neka čuješ srce. Zapejte Makedonci, Zagorce, Delče, vojvoda, apostol naš Makedonci. Вечна му слава. Минувањето на Гоце Делчев се случило на 4 мај 1903 година кај селото Баница. Тој заедно со својата чета бил опколен од османлиската војска. Иако ситуацијата била тешка, Делчев не се повлекол. Останал до крајот со своите соборци, бидејќи храбро се борел за слободата. Во тие тешки моменти, сред кукањето, тој го дал својот живот како вистински водач. Неговата смрт била голема загуба за народот, но и доказ за неговата пожртвуваност. За неговото загинување, луѓето со длабока почит го споменувале неговото име. Тој не е бил запамтен само како борец, туку како символ на слободата, храброста и љубов кон татковината. Не е важно колку долго живееш, туку зашто живееш, а Гоце Делчев живееше за слободата. Слободата не се подарува, таа се заслужува со борба и жртва. Дали може да има друго место за еден македонец, освен Македонија? Дали има народ понесреќен од македонскиот? И дали има некаде пошироко поле за работа, отколку во Македонија? Последам друг народ, кој повеќе страдал од предавствата на своите синови, изроди, како македонскиот. Историјата не памети друг таков пример, кога еден ист народ по традиција, јазик и вера се разделува на разни спротивни страни, една од друга потуѓа. Јас сакам востание со луѓе што ќе ме напуштат при првиот неуспех. Јас сакам револуција со граѓани кадаре да ги пренесат сите искушенија. На една долготрајна борба, каква поради жестоките политички услови ќе биде и нашата или ќе водиме говеда на касапница. Јас го разбирам светот како поле за културен надпревар меѓу народите. Човекот треба да работи за доброто на сите, не само за себе. Zolo se povedene i